Светскиот ден на слободата на медиумите 3 мај ќе дојде и ќе помине. Понего ќе остане горчливата реалност колку новинарите се растргнати во и меѓу политиката и колку сето тоа ги блокира демократските процеси на централно и локално ниво. Денеска во Македонија имаме ситуација на позицијски и опозицијски медиуми. Само нема независни, објективни и одважни кои со вистината ќе служат на јавноста, односно на граѓаните. Што значи тоа? Лесно е да се претпостави. Ако дел од провладените медиуми сега ја бранат власта и условно се горе по евентуални политички промени, сигурно нема да дојде до поголема слобода, туку само ќе се сменат улогите и пак ќе имаме црно-бела новинарска комбинација. Тоа значи дека јавност, односно консументите на информирањето, пак нема да добијат ништо. И кој вели дека тогаш ќе има повеќе демократија од сега, кога поединци во актуелната опозиција уште сега се закануваат што ќе ги снајде сите што не се со нив. Дека се е сполитизирано зборуваат двете новинарски здруженија, ЗНМ и МАН, позицијски и опозицијски, поделените национални електронски и печатени медиуми, политичките коментатори, аналитичари и колумнисти. Токму затоа секој малку поискусен гледач или читател знае дека ако Сител ја брани оваа власт, утре ќе ја критикува новата, а Телма која сега ја критикува позицијата, утре ќе застане рамо до рамо со новата позиција. И дали тоа значи дека нешто се променило или завладеала демократијата во медиумите, или се е според народната, симни се мурто да се качи. Инаку светскиот ден на слободата на медиумите се одбележува секоја година на 3 мај почнувајќи од 1993 година, кога беше прогласена од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Целта на одбележувањето е да се расправа за можностите за решавање на многобројните предизвици и за издигање на свеста за значењето на медиумските слободи и на незините темелни начала. Одбележувањето е на годишнината од декларацијата на Виндхоек, кога во 1991 година во истоимениот град во Намибија, кога од страна на група африкански новинари беше донесена изјава за принципите на слободните медиуми со единствена визија – заштита на темелните права на слободниот печат. Врз основа нови принципи се воспоставени и етнички вредности познати како Кодекс на новинарите, според кој меѓу другото новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што се од јавен интерес. Ако новинарот е спречен да дојде до бараната информација, има право за тоа да ја информира јавноста, како и одговорностите меѓу кои прва одговорност на новинарот е вистината. Неговата прва лојалност е кон граѓаните. Неговата суштина е дисциплина за проверка на информациите. Новинарот мора да одржи независност од оние за кои известува и да биде независен наблюдувач на моќта. С оглед на фактот дека општина Кочање нема таква организирана форма на новинарите и дека членувањето во здруженијата е маргинализирано и само заради бројка и евиденција, логично е што представниците на седмата сила и за овој 3 мај не планираат заедничко одбележување на денот на слободата на медиумите. А кога е така, тогаш јасно е зошто оваа одговорна и стресна професија е таму каде што е.